Страшно невреме и големи врнежи предизвикаа големи штети кај повеќе семејства во населбата Превелец пред 40 на дена. Иако на местото на настанот дојдоа новиците надлежни институции, оштетените семејства сведочат дека не добиле ништо од ветената помош. Првите 3 дена од тогаш до сега нема никој јавено ни да речи како е, што е, да се види новит. Геризот што иде, како да речем, што беше канализацијата, што ја однесе поројниот дош, а поројницата моментално сега испаѓа на површина, миризбата се расширува, не се подносни миризбите, не можеме ни џамои да отвориме, ни врати, ја не знам кој век живееме. Воа поголемо и од ковин зараза, не знам што е. Како што велат членовите на оштетените семејства, ветената финансиска помош од општина Велес не стигнала. Нашите барање надлежност на општината или кој е надлежен на оваа работа, најпрвен да се рачистат зидовите што се урнати од суводолицата, најнапред тоа, доке не е разлошено, доке знаеме дека не наидува есен, зима, временските се злошуваат дождови, може да и после у дожд кој ќе надојде суводолицата, не се работи у дожд. Најпрвен треба да се рачисти суводолицата што се урнатините. Ништо немаме од никаде помош. Извадивме ствари, ништо не спасивме, све е isfрлено надвор. Што успеавте сами да направите? Ништо, од моите што добив нешто помош и так. Да, дадовме барање во општината. Ни рекоа ќе бидеме обештетени, ништо до сега. Градоначалникот пак на општина Велес Аце Коцевски на својата пресконференција изјави дека ќе отиде на лице место во Превелец со стручно лице за да направи увид и проценка на ситуацијата. Нашите знаења по однос на тоа како да го решиме проблемот со канализацијата која ја однесе поројниот дожд се ограничени. Сакаме да слушнеме експертско мислење, став што ќе ни препорачаат од градежниот факултет, за да не ни се случи пак следниот пороен дожд да ни ја однесе канализацијата. Како што рече, надлежните од општината извршиле легализација на бесправно изградената работилница, која што се наоѓа веднаш до мостот. Иако од скиците се гледа дека дел од објектот е во коритото на потокот. Сега треба да испитам зошто е тоа направено, кој е направил грешката при превидот и така натаму. Осте што он изградил нелегален објект, општината му го легализира, сега треба и оштета да му се плаќа и ние да го isfрламе шутот, затоа што цел потпорен зид со се работилница е се уште во поројницата и представува потенцијална опасност ако пак има некој силен дожд, водата која ќе се одбие од тој зид да им направи голема штета над комшиите од спротивната страна, што всушност и се случи при тој пороен дожд. При тоа градоначалникот посочи жителите да бидат трпеливи, се додека не пронајдат решение после консултацијата со стручните лица од градежниот факултет.